Помина речиси десетина години, кога заедно со мојот снимател Лука Суша, професорот Драгослав Миновски и Гоце Придаенковски, наминавме во Клушевското село Селце, каде што не пречекаа Илјо Царот, Благоја Ивановски, заедно со нивните соселани, кои ми раскажаа многу приказни за историското битисување на ова село, што ним им ги раскажувале нивните дедовци и баби, кои ги преточивме во документарен аудио-визуелен запис. Додека така се размислува кој рурален регион, кое заборавено село во Република Македонија да го посетам ова 2024 господово лето, си припомнав повторно да наминам во селото Селце, мештаните од ова село да ми ги дораскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова село, што останаа недораскажани кога го посетив ова село пред десетина години, а сето тоа да го преточам во нова документарна репортажа, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно, фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Почитувани мои, ете како што вели народот, Господ милуваше на сам ден на Крстовден, ова 2024 господово лето, прелистувајќи го така народски да се изразам, мојот алваџиски телефонски тефтер, да го пронајдам телефонскиот број на мојот долгогодишен пријател Велко, кој меѓу народот во северниот дел на Прилепско поле е попознат по прекарот Велко Матичарот од Костинци, да го побарам, да го прашам, пак народски да се изразам, пред се за здравието, за фамилијата, за беричетот, а Бога ми да му предложам да ми даде телефонски број од некој негов пријател од Клушевското село Селце, затоа што неколкуми селчани одамна се имаат свиено топло огниште во Прилепското село Лажани. Го зедов телефонскиот апарат, задзвонив. Добро утро, овде Зоран новинарот, што ги снима репортаживе за нашиве заборавени села. Велко Матичарот ми треба, проговори преку телефонскиот апарат. Добро утро, ти си бре Зоране, кај те навеја ветров да се јавиш по подолго време, го слушнав гласот на Велка Матичарот. А бре Зоране, како порачан се јави, да те барав не можев да те најдам. Слушај вамо сега, како знаеш и умееш за Петков ден да се нацрташ во селово Селце, на селската соборна црква, чие име го носи името на Света Петка, да направиш уште едно убо слико, како што тоа го стори кога беше пред десетина години, ем за селото, ем за славата црковна, оти оваа година до мајчини за црковната слава, посветена на Света Петка, се мои двајца пријатели, чие потекло е од селото Селце, едниот се вика Јане, а другиот се вика Алексо, ги заповеда Велко Матичарот. И навистина така и бидна, за Клушевското село Селце тргнав рано, мощне рано во муглите што се вели, со моето возило, со стариот руски джип со камазот, каде што овој пат со мојот олдтаймер вешто управуваше мојот пријател Димче Ковиловски, родом од Прилепското село Вранче, и некаде уште петли непропејани стасавме во селото Селце, каде што во црковниот двор ме пречекаа
Јане Илјовски и Алекса Јошевски, кои беа овогодишни домајчини во чест на празникот Света Петка, меѓународот попознат како Петков ден, соборниот народ, заедно со еден од денешниве најпознати не само во македонскиве, балканскиве, туку и во светски рамки, географи, етнолози и историчари, професорот Драгослав Миношки, кој беше дојден по нова истражувачка мисија во оваа регија. Навистина се радуваме што те гледаме, Зоране. Полна ни е душава што останавме достојни на зборот, што си го дадовме и на зборот што им го дадовме на нашиве соселани, а воедно што ми те пречекавме со твојота, Бога ми со нашиот соселанец Драгослав Миновски, што саде вес ден го гледаме на телевизорон во репортаживе ваши. Зоране, сите ние, сето село, тебе, а посебно на нашиот пријател Драгослав Миновски, ви стоиме на располагање за се што ви треба за денешново наше празнување, ми велеа овогодишните домајчини за црковната слава посветена на Света Петка, Јане Илиовски и Алексо Јошевски. Продукцијата Марио Филм еве денеска на православниот празник Света Петка, Петков ден зимен, се наоѓа во селото Селце, каде што овдека денеска црковниот двор беше преполн со народ, каде што имаше и утринска богослужба. Вие сте домајчини ова година. Твоето име, презиме? Јошевски Рец. Така, ти си од селото? Селце, родом, таму долу куќа имаше, таму сум роден, попостел да сум роден. Така, како се викаше дедо ти, баба ти, татко ти и мајка? Дедо ми Јордан, баба ми Ангелина, татко ми Јоше, мајка ми Зора. Мајка ти од која, од кај да беше А таа? инаку од Орланце Кическо. Од Орланце Кическо. Да. Колку браќа и сестри се татко ти? Татко ми 7 браќа, Така, ниту една сестра. така. Едниот е во ратот загинат во Пловдив. За време на Првата светска војна. А за Втората светска војна? И не се знае ни гроб, ни ништо таму. Така. Додека, колку сте вие браќа и сестри по татко ти? По татко мисле една рака, 5. Пета? Машки и женски? 2 женски, 3 машки. Така. Твојата сопруга од каде е? Мојата од потекло од Сланско во Кичево живе. Така, колку Господ Челал ви даде? 2 дечиња имаме машки. Машки и женски? Машки. Така, од домени или се уште се... А едното од домен, од другото не. Така, нучина, Внучи не едно. како се вика? Лука, Колку години има? 10 години. Така, ова са, да ми кажеш, што беше ова рече така, ете причината да бидиш домајчин ова година? Ете по желба, од тука сум роден. Ете сакаме со братуче да бидеме домаќи. Така, може ли да се сетиш, ајде, кој беше дете овдека во село, во училиштето, колку ученици бевте? Како беше живото, кога беше ти дете, вака да А речем? овде кој бевне деца, дечишта имаше доста. Овдека, во селово, што се, во што луѓето порано живее? Порано живее компир, пчели, жито, онаде грозје, сточарство. Дедо ми имаше доста овци имаше. Со татко ми овие гојда има исто претежно. Се занимава со тоа. Продавница во селото имаше порано? Порано имаше во времето, ама сега нема веќе 4 куќи колку се останате. Така, колку куќи имаше селото порано? Ма имаше доста, 70-80 збора имаше. 70 вака. Имаше така нешто. Така. Исто така ти си со братучите домајчин ова година. Ајде ми кажеш твоето име, презиме, кој галаве си од овде, од Јане Селце. Илиовски. Сега имаме различни презимиња ради дедо ми, односно прадедо ми Иле се викала, нему пак татко му Јоше, па тој остана Јошевски, јас Илиовски. Така. Инаку два брата деца сме. И сега некоја традиција, си мислам, треба луѓе во сите да си ја почитуваме и да ја негуваме. Јас 72 прв пат, 72 година дојдов прв пат во ова село. И вака сакави да видам кај живееле, што. Еве интересно беше, Чичко ми кажуваше летно време овде на тераса спиеле, ако можеш да ја зумираш тераса. Да. Овде спиеле летно време 6 деца
Овде чувале пчели, овде било ко магацин за храна, нешто за стоката, долу била бавча, вамо ги чувале кравите, а овците не знам ни кај ги чувале. Овде претежно и гумно беше завршено. И овде Така. вршеле дури житото. Татко ми бил, знам, задолжен за овците. И Колку отприлика овци чувале? па преку 200 сигурно. Так. Само изгледа овде не ги чувале, отиднем, јас, татко ми не ме донесол никогаш овде. Така, највре се разбира, ги чувале надвор од селото. Ги чувале од селото така, и така. доста имале стамболки цела зима, јаделе под копите, сено ги криеле и вели тоа ни беше главна храна преку зима за... Сега вака една кратка твоја сторија. Значи, овде си роден? Не, јас Не, сум роден во јас сум Лажани. Во Ложени. Јас сум роден. Сега, 58 година негде, мислам тој знае 58 подобро, година. 58 се преселиле во Лажани. Уствари купиле имот ради стоката и храна да чуваат. така. После полека се преселиле во Лажани. Па чувале на едно време на двете места. Колку фамилии има, да речеме дека од селце во Лажени преселено, или само вашата? Само На ние. нашата три Само фамилии. ние. Така. Домаќината твоја од каде? Мојата домаќинка е од Зрењанин. Од Србија. Србија. Така. Сега ова едно, под пензија сте или се уште така речем работа Од пензија сум бев војно лице. Ова рече нека те Јас биде. во Нови Сад живеев едно време, па Зрењанин, Шабац и 92 година, ако се растураше државата, па повеќе од патриотски причини се вратив овде, служев до крајот, до пензионирањето, па после рано ме пензионира, се зафатив со пчеларство, да наследиме некоја традиција одавде, а инаку да кажам дека одавде пчелите на Самар ги носеле во Лажани 36 кошариња ги носеле. Сега може да замислиш тогаш како било. Значи, ја продолжив таа традиција, па и тој продолжува син му. И, ете, има некоја и разонода, што се вели, и сатисфакција, а има и материјални. Што е тоа што те влечи овде да еве за 20-та тоа ги Овде? прашањето овде во село? Знаеш што, мене ме влечи, некогаш народот овде живеел и се хранел. Не му требало ни држава, ни власт, ништо. Имали за јадење, за пиење, само му требало масло, шеќер, сол. И газија, така. И овде живееле и обставувале многу луѓе, али за жал полека миграцијата ги, не само ова село, ги опустоши и другите села, што е најголема трагедија. Овде има избори за живот. Еве и тој што останал, дали овчарство, сточарство, овде може да се развива. Али ние сите го избегнуваме тоа. Е што, дали е вака или така. Значи, ако работата и материјалното добро разонода, значи работата ако ти придонесува и материјална корист и разонода, тогаш треба да го соединиш. А овде тоа може да се случи. Али младите избегнуваат сите, ги привлекува градот. Ја еве во Прилеп имам куќа, али живеам во Лажани. Односно стан во Прилеп. Да. Живеам во Лажани, оти тука ми е подобро. Сите луѓе ме познаваат со пчеларството, околината цела. Прилеп, ако немаш пари, никој не те познава. Така е. И затоа луѓето треба сепак да преферираат селото, да се вратат. Тој што се родило таде, ако не се врати, друг не се враќа овде. Така е. И дали некој ќе размисли. Ние сите бегаме странство. Што? Другарите со пари не се плаќаат, а пари може секој секаде да спечели, можда не многу, и ова одење во странство нас не упропасти како држава и како народ. Треба да го сватиме. Треба тоа да го размислува и нашите во владата, еднаш да се консолидираат и да видат што е, да направат еден план, оваа држава како може да обстане. За жал, мене ми е не пчели имам во полето, во Пелагонија, од гостиражни до граница со Меджитлија до Се е празно. Грција, ништо скоро Се е не се празно. работи. Тоа треба секој да размислува. Значи, само собствено производство може држава да ја спаси, а не работа во странство. Ова сега, ова рече го, да те прашам, кој ти е тебе куќна слава? Свети Никола. Зимен. Зимен. Така, ајде направиш една споредба како
ја чекаше татко ти славата пред 80 години, Татко како ми денес. вака имаше повеќе гости, јас помалце, али се сеќавам мајка ми кажуваше овде по 5 пати дека ја поставувале масата за јадење гости, како што беше денеска во црквата. И дека очише се вртело, се пиело ракија. Со пагурчето што се вика. Шише и се јадело кој што има да не речам, ај можда имало вилушки, али се јадело од една тепсија или тенџере. Ама сите биле весели. Сите. Велам, мајка ми кажуваше, по 4-5 пати се поставувало и чекале надвор гости. Додуша нашата фамилија била голема, така да не само голема, и била влијателна. Сега велам, татко му бил воденичар, мелел за цело поле жито. Мајка ми била, татко ми бил со овците. Чичко ми еден бил за дрва, другиот за градина, за носење дрва, значи друг за компири. Сето тоа било распоредено кој што е да работи од децата, ако биле малолетни. Еден вид семено мало предпријатие, земјоделско. И секој се знаело што работи и за што е одговорен. Затоа и обстојувале како фамилија голема. Така. Кога ќе прочиташ овие ни селово, селово селце, ни стокачинава и патчинава, зарастено, во тајни и капани, ти плаче ли душата или ти се радува? Тоа е точно така. И јас имам повеќе пати идено него тој, али ова е катастрофа. Но едно бе рекол, нека е денот за многу години, до година побројни, се надевам дека еден ден, сепак времето не стои на исто место, бекот се менува, тркалото се врти, дека макар нека остане еден камен од било кое село. Затоа што, како што напомнате, без село, без храна, Нема држава не бива. Но едно бе рекол, нека денот пак за многу години. За многу години. Не можеш ли се да позади тебе имаме една макета од цело село. од целото село, а надвор пред црквата има и една карта која што од Крушевско колија, кој што го има и селото Селце. Твоето име, презиме? Илиовски Илчев. Од која фамилија си? Илчевци. Како се викаше татко ти? Џока. Мајка ти? Ненка. Дедо ти? Илчев. Баба ти?
Цвета. Така. Мајка ти од кај беше? Од Кошино. Од Кошино. Така. Што беше? Која беше мотивацијата ово да го изработиш? А не заборавам. Заборавај да остане во картата на Македонија, бидејќи сите куќи се уништени. Колку мала има селово? 3. Кои си тие? Горно мало, средно мало и долно мало. Сега вака едно, овие 3 мала. Секој мало, вика, старите си има своја слава. Нашата слава Свети Атанас, Така? долно средно мало Глигорија, долно мало Свети Никола. Така. И тие се создадено селово наше, е создадено селци Деварско. Потеклото ние, тие тројца браќа дошло дека Атанас, Глигор и Никола, по нив ги доби нашите слави. Кои му се викарите места на селово Селци? Молим? Викани места. Имаме многу викани Ајде да ми наброиш. куќишта, Темни дол, Присојнца, Мелој, Порека, Трла. Корените ми се од овде, моите. Мој прадедо е од овде. Стевановско мало на нашето. Како се викаше дедо ти? Дедо ми, прадедото Стеван. Така? Дедо Мате. Баба ти? Божна. Таа од кај беше? Таа од Вранче беше. Од која фамилија? Од Кандовци, Трајковци. Така. Од Комитска фамилија и та беше. Така. И да одем и овде учесник во Моденското остание. Само да ти напомнам нешто. Да. Двата споменици на војводата Веле Марков и Цветко војводата со злата што е загина на слива во Крушево. И ово е Веле Марков дал наредба да се направат срешовите топчини во Селци. И направени се 9. И овдека има 9 на број. Војводата Веле Марков, првата организација да се создаде Крушевската република е направена во корите на Житош. Тука бил Веле Марков, Даме Груев, Чакаларов и Никола Карев. Четворицата донесле одлука за да биде Крушевската република ставена на мапа. Али, бидејќи го предале Веле Марков, во ракетница загинуваат 902 година, документите наши од Веле Марков останува кај него. Презема организацијата Никола Карев. А главниот курир Блаже Близнаковски. Кога отишол во ракетница да види опколен Веле Марков, погинува со 35 војводи. Комит. Се враќа назад, селани војводата погинува. Што да правиме со писмата за организацијата? Да ги запалиме. Тука несреќата наша настанала, што се запалени тие писма, со цела све што имал Веле Марков. Нажалост, неговиот внук, што е во Скопје, Благоје Марковски, што не се појавил овдека, да го види дедо му кај бил. А професор? На 32 години докторира Благоје Марковски. Дополни го поканив. Јас го поканив. Да. Јас го поканив да дојде. И сега не е ни дојден. Му велев јас се... Сега, затоа се корените наши останат. Какви? Овде е куќата, местото на Веле Марков кај што е роден. Селечки војвода загинат во ракитница за слобода за Македонија. Па му правиме, јас сум Илјо Царот, му правиме чест, му мијаме споменот, обележјето да му се знајде. Овдека е неговата куќа, кај што е роден, и овдека се правило црешовото топче. Зато зачистуваме, правиме трода да можеме да му се знајде обележјето. Спомен плочата му е направена од неговиот внук Веле, уствари Јонче, што живеет во Прилеп.
Ние за нашиот херој што можеме помагаме. Тој за селце за Македонија е загинат. И затоа му правиме честој на споменикот. Оти привидејте, ние сме биле тога и мали, не сме го знаеле, али важно човекот се борел за селово, општо за цела Македонија. Ево овде убаво пишува се кога е труден, кога е загинат и кај е загинат. И ние ова спомение си го почуваме, си го почитуваме. Овде е роден во 1870 година Веле Марков, Крушевски војвода, паднал херојски за слободата на македонскиот народ во борбата кај Ракитница на 26.5.1902 година. Му носиме чест и го поштуваме. Нека ти е вечна слава, војводо, што го даде животот за слободата на Македонија и на македонскиот народ. И посебно за село Селце. Имало селчани херој и до крај ќе има. Слава ти! Селото наше е 3 пати горен. Селце. Последниот пат, кога го изгореле, 1871 година, последен пат 3 пати е горена црква. 1871 година е третиот пат обновен. Нашиве селани, кога избегале од селово, живееле кај манастирот на Тоша. Една година со корени, али не се предавале. Ко се вратиле, кокошките, кога ги затвориле во своите куќи, ги нашле житото што ги изеле израснато за жнијање. Побегнале од нивните непријатели, баш си Бужуков. Како и денеска Како и нашиот денеска што македонскиот. бегаат нашите. Затоа мораме сите да застанеме како плод, заедно, без разлика на кој сте, кај сте и шо сте. Заедно да направиме нешто, да обстани Македонија. Да обстани. Инаку немаме крај. Јас тука едно би додал. Многу пати познатиот германски владетел Бисмарк рекол вака: кој ја контролира Вардарската долина, тој ја контролира Европа и Блискиот Исток. Но јас едно ова би додал. Сите империи пропаѓале овде на Балканов, овде во Македонија, но само една империја останува. Тоа е Република Македонија. Пише во Библијата како Феникс е израстена. Најстаро нешто. И че дури едно би додал. Крсте Петков Мисиркол е напишал книгата за македонските работи. Блаже Конишки рекол големо ни е име, тоа ќе се обиде да не го земат. Но јас би додал, сега не има уште сме многобројни. 6 милиони македонци не има ни целиот свет, не само во Република Македонија. Па би рекол едно, нека е денот за радно години и да ни е здрава жива Македонија.
Крстески, Бог е Крстески. Ова е за кај вас долу? Ова е за кај нас вака, еве нашата куќа. Да. Павле Соколевски. Овдека, Петниковци ќе почнуваат, овде Јанковци се, Петковци. Горе. Еве овдека. Сега ќе. Очо Крстески. Име Димески, така? Боге. Чичко. Ево вие се овде, околу патот и сокачете овде. Еве казаница. Ево баш така. Зоране, да те замолим ако може пред да ти ги раскажеме не само недораскажаните приказни што останаа недораскажани од нашите соселани, кога ја правеше репортажата за нашево село пред 10 години, за неговото историско битисување, а воедно и приказните за старите адети, обичаи и традиции, кои до ден денешен продолжуваат да живеат меѓу нашите соселани, каде и тие да се наоѓаат, предлагаме ако може најсетне од професорот Драгослав Миновски да ги чуеме неговите истражувачки сознанија за црковно-манастирскиот духовен живот не само во нашево село, туку како и во Клишевската регија, така и во сета Прилепско-Пелагониска регија. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Традицијата е збир на материјални, технички и духовни знаења и достигнувања на вредности и модели на однесување. Традицијата е првенствено устно, а потоа и писмено пренесување на знаења, вештини, манири и обичаи во рамките на една култура. Таа е повеќе слоен поим, па ја вклучува устната традиција како таква, но и сите обичаи, обреди, конвенции, верувања, научени знаења, уметности и занаети, ритуали, морални правила. Традицијата на еден народ е многу важна, бидејќи го одржува континуитетот и етничките особености на тој народ. Народните обичаи се создавале за задоволување на различни човечки потреби, а како што се развивале и менувале одредени потреби, се менувале и обичаите. Денес има се поголема тенденција за обновување на обичаите и нивно прилагодување на помодерен начин на живење. Постојат ритуали кои вклучуваат славење на одредени денови во годината. Кога станува збор за ритуалите, религијата игра многу голема улога, која вклучува облици на однесување за време на прославата на важни светци и пророци. Традицијата има улога да ги зачува обичаите, навиките, обредите, како и да ги пренесува, но денес се работи на систематско собирање и архивирање, филмско, новинарско, музичко и слично, за да не се изгаснат елементите на традицијата кај народите. Голема улога во зачувувањето на традицијата има јазикот што го зборува одредена нација. Без јазикот, како средство за комуникација, било вербално или невербално, не е можно да се зачува традицијата или да се доближи до другите народи. Традицијата на нацијата е извор на целото богатство. Традицијата на еден народ е олицетворение на сето богатство што може да ја презентира една земја. Во Македонија таа овозможува да се зачува, негува и афирмира културниот идентитет на македонците и Македонија, бидејќи македонското творење има бесценета вредност како културно обележје. Традицијата на еден народ е олицетворение на сето богатство што може да ја презентира една земја. Во Македонија таа овозможува да се зачува, да се негува, да се афирмира културниот идентитет на македонците и Македонија, бидејќи македонското творење има бесценета вредност како културно обележје. Македонија
има непроценливо културно-историско наследство. Македонија е земја во која минатото оставило скапоцени траги, а сегашноста уште повеќе ги разубавила и ги опременила. Во Македонија, старата и богата македонска традиција на најубав можен начин се измешала со напредокот и со современиот живот, па така сплотени заедно представуваат една успешна целина која во себе ги содржи сите елементи на една култура која се темели на своите вековни обичаи. Македонците се топли, дружелюбиви и едноставни луѓе, со големо срце, луѓе кои ги има низ цела Македонија и кои се душата на овој прекрасен дел од земјата. Верските празници го обединуваат народот, го поттикнуваат да ги продолжи вековните традиции и обичаи, кои ги негувале и чувале нивните предци и ги создавале црковното македонско градителство и уметничкото и културното богатство. Значајно е тоа што божествените литургии ги посетуваат и многу млади луѓе, кои правилно ја толкуваат и ја применуваат православната христијанска вера, а некои од нив учествуваат во процесијата, во црковното хорско пеење, во зависност од афинитетот, учествуваат во одржувањето на сакралните објекти, како помош и придонес на сопствената вера. Во врска со празнувањето на црковните празници, се вели дека со празникот треба да се живее, истиот треба да се доживее, да се празнува за да бидат душите полни со радост. Радоста во Господ и радоста од Господ не може ништо да ги намали или замени. На празникот празнува секоја македонска православна душа. Празнуваат и иселените македонци, кои постојано доаѓаат во посета на своите таткови и родни огништа. Да останеме во родните места, со нас да останат и верата, и црквата, и народот, и македонската држава. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во Крушевското село Селце, воедно да бидам гостин на утринската богослужба и благословениот ручек, кој се одржа во многовековното духовно светилиште, чие име го носи на Света Петка Римјанка, која се чествуваше во чест на празникот на Света Петка Римска, меѓу народот попознат како Петков ден, со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Крушевското црковно наместништво заедно со соборскиот народ. Почитувани мои, пред да го пренесам поголемиот дел од утринската богослужба, која се одржа во многовековното духовно светилиште, чие име го носи на Света Петка Римјанка, во чест на празникот посветен на Света Петка Римска, меѓу народот попознат како Петков ден, со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Крушевското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ и благословениот ручек, кој го подготвија црковниот одбор и годинашните домајчини во чест на Света Петка Римска, предлагам да ве запознаам со моите досегашни духовно-историографски сознанија за Света Петка Римска. Света Петка Римска во православието е признаена како христијански маченик која живеела во текот на вториот век. Таа е родена во Рим во времето на владеењето на императорот Адријан од христијанските родители Агатон и Политеја. Нејзините родители долго време немале деца и постојано му се молеле на Бога да им подари барем едно дете. Нејзиното име произлегува од тоа што таа е родена на денот петок, бидејќи по потекло била од христијанско семејство, таа го добила името Параскева, чие име го означува петтиот ден од седмицата, а тоа е денот петок. Исто така, бидејќи таа е родена во петок,
денот кога евреите се подготвувале за празнување на саботата, името Параскева означува подготовка. Света Петка е позната под името Света преподобна маченичка Параскева Римјанка. Родителите на Параскева биле мощно имотли, што овозможило таа да се здобие со добро образование. Уште од млади години таа била воспитувана во духот на христијанството, така што кога научила да чита, Библијата била нејзиното омилено четиво. Исто така, таа ја изучувала темелно и филозофијата. Привлечени од нејзината изводрена убавина и интелигенција, многу синови на угледните семејства и нуделе брак, но таа ги одбила сите. Родителите на Параскева починале кога таа имала 20 години. Исполнета со христијанските идеали и христијанскиот дух, и како единствено дете и наследник на семејниот имот, таа продала се што поседувале незините родители, заработените пари им ги поделила меѓу сиромасите и се замонашила, проповедувајќи го христијанството. Незаштитена и во многу опасни времиња, кога христијаните биле прогонувани, зверски мачени и погубени во Римското царство, Параскева остатокот на својот живот го поминала подучувајќи ги луѓето на христијанската вера и успеела да преобрати многу луѓе во новата религија. Поради дарините што ги дарил Господ за ширењето на христијанството, била наклеветена од еврејските свештеници кај императорот Антони Пиј. Тој се воодушевил од незината необична мудрост и убавина и рекол да им принесе жртва на боговите, а ако не припати, ќе биде подложена на мачење. Но Параскева му одговорила на царот: "Јас никогаш нема да се откажам од Христос, мојот Бог." Тогаш царот се разгневил и наредил на главата да и стават жестена римска метална капа, но таа останала неповредена. Потоа царот наредил еден голем казан да се наполни со врело масло и смола и тој ја фрлил Параскева во казанот. И покрај тоа, таа стоела среде казанот неповредена. Зачуден од гледката, царот и рекол: "Параскево, попрскај ме со маслото и смолата, за да видам дали на вистина жежат." Параскева жела во раката масло и смола и го попрскала в лице, а царот веднаш ослепел. Тогаш тој започнал гласно да ја моли и да бара помош со зборовите: "Смилувај се на мене, слугинко на вистинскиот Бог, па јас ќе поверувам во Господ кого ти го проповедаш." Параскева му се помолила на Бога и царот веднаш прогледал. Од тој момент царот поверувал во Христос и се преобратил во христијанин. Света Петка го напуштила Рим на 30 годишна возраст и проповедала во неколку градови. Во време кога еврејските свештеници ги обвинувале христијаните за разните несреќи што се случувале, Параскева била честопати прогонувана, затворена и мачена, но останала непоколеблива и верна на својата мисија. Проповедувајќи го христијанството, таа стигнала во еден град управуван од управителот на градот, Аскипиј, пред кого изјавила дека Христос е Бог на небото и на земјата. Разгневен, Аскипиј ја испратил во една пештера надвор од градот, во која живеела некоја страшна змија, но од присуството на Параскева, змијата се вовлекла во пештерската темнина. Увидувајќи го тоа, самиот Аскипиј посакал и го примил христијанството. Подосна, Света Петка пристигнала во друг град во кој владеел Тараси, пред кого исто така изјавила дека Христос е вистинскиот Бог. Поради тоа, управителот ја фрлил во котел полн со врело масло, смола и олово, но Господ испратил ангел од небото кој го оладил котелот. Така Света Петка останала неповредена. Тараси ја ставил на други тешки маки, но таа не се откажала од верата во Христос. Тараси наредил со меч да и се отсече главата, а тоа се случило во 140-та година.
Незината душа, како гулабича, одлетала на небото. По незиното упокоение биле забележани бројни чуда, а христијаните ги посведочиле незините божествени чуда. Незините свети мошти се наоѓаат во Цариград. Почитувани мои, утринските сончеви зраци, милувајќи го Крушевското село Селце, пред се многовековниот црковен храм Света Петка, ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена, посветена на Света Петка Римска, а широм југозападниот дел на Селцечкото поле, како бисер гердан се заради народ во правец на селото Селце. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, предлагам поголемиот дел од утринското богослужение со кое чино начествуваше парохискиот свештеник од Крушевското црковно наместништво, кое се одржа во Селцанскиот соборен храм, во чест на Света Петка Римска и црковниот богослужен ручек, кои го подготвија црковниот одбор и овогодишните домајчини, која традиција се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација, од памтивека па се до ден денешен, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Секогаш Дева Марија, По-еврејски наречена витезда со 5 тремови, во нив лежеа мнозина болни, слепи, хроми, суви, кои очекува да се раздвижи водата, зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата. И кој прв ќе влезеше по раздвижувањето на водата, оздравуваше и од каква и било болест, и да воледуваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За мир од висините и за спасение на нашите души да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За мир во целиот свет, за благосостојба на светите Божи цркви, за соединување на сите да се помолиме на Господа. За овој свет храм, за оние што со вера, набожност и страх Божи влегуваат во него да се помолиме на Господа. За високо просвещениот митрополит наш Јован, за честно просвещенство Христа јаконство да си открил, и за сите луѓе да се помолиме на Господа. За благочестивиот и Христолюбив народ да се помолиме на Господа. За да се освети ова вода со силата дејството и слегувањето на Светиот Дух да се помолиме на Господа. За да слезе врз ова вода очистителното дејство на предвечната Троица да се помолиме на Господа. За да биде ова вода лековита за душата и телото и за изгодување на секаква непријателска сила да се помолиме на Господа. За да и се испрати благода за избавување и благословување Јорданово да се помолиме на Господа. За сите на кои треба од Бога помош да се помолиме на Господа. За да се просветлиме со духовна светлина за единосушната Троица да се помолиме на Господа. Господ Бог не покаже синови наследници со споровето царство, со пиењето, наследувањето, порасувањето на ова света вода, да се помолиме на Господа. За да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат, спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети, самите себе, ден друг и сиот на живот на Христа, Бога да го предадеме. Зашто Тебе Ти прилега секаква слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. На сите. Господи, кој се си направил со својот збор и се наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за клак, за храна наша, кој трите момчине и Данијел кога биле во Вавилон, хранејќи ги со семиња си ги покажал посветлил да ништо биле во слас хранети,
Ти самиот се благ цару, благослови ги овие семиња со различни плодови, освети ги онешто ке јадат од нив, зашто во Твоја слава и во чест на светата преподобна Параскева Петка и за спомен нешто починале во благочестива вера, ова се принесе од Твоите раби, затоа добар Боже, на оние што ова го украсили извршуваат спомен, подари им се што проце за спасение и за наслада на Твоите вечни блага. По молитвите на пречистата владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија и несветата преподобна Параскева Петка, што спомен дени си празнуваме, и на сите Твои свети, зашто Ти секој благословаш и осветува се, Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Отец единородниот Твој Син и пресветиот и благиот и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, благослови ги овие лебови, пчениците и вината со Твоја свет Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, благослови ги овие лебови, пчениците и вината со Твоја свет Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, благослови ги и овие лебови, пчениците и вината со Твоја свет Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Во слава и чест на преподобната Параскева Петка ја принесуваме, Господи, оваа жртва. Прими ја се щедре во пренебесниот Твој жртвени. Амин. Ова. Пченица. Ова е. Господи помилуј, Господи помилуј. Святи мученици иже добле страдалчествуваше и венчаше ся, молите сяко Господу, помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалу, мучеников радование, иже проповед Троица единосушная, Исаия ликуй Дева и милошревье, и роди Сына Еммануила, Бога же и человека, востоки я Ему, Его же величаюше Его ублажае. Его же величаюше Его ублажае. Повторуј во мене. Велико име, Света Тројца, Пресвета Богородица, помагај нас. Велико име, Света Тројца, Пресвета Богородица, помагај нас. Велико име, Света Тројца, Пресвета Богородица, помагај нас. Христос помеѓу нас, еј ќе биде. Еј ќе биде. Господ Бог да ви ги услиша молитвите, здрави и живи, од Бога благословени. Уште еднаш. Да. Ето така. За година е славе, домаќин, здрав и жив да е, и тој и неговата фамилија. Напому за многу години, стај се. За многу години. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во Крушевското село Селце, воедно да бидам гостин на утринската богослужба и благословениот ручек, кој се одржа во многовековното духовно светилиште, чие име го носи на Света Петка Римјанка, која се чествуваше во чест на празникот на Света Петка Римска, меѓу народот попознат како Петковден, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник од Крушевското црковно наместништво, чие празнување мештаните од ова село ќе го слават во изминативе векови, а чија традиција се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација, но морав да се заминам со едно ветување дека повторно ќе наминам во ова село, а мештаните да ми ги раскажат многуте приказни за историското битисување на нивново родно место, што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби.